Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Најпрво, нека е честит 30-тиот јубилеј на Македонската црковна општина Свети Димитрија Солунски, на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам. Исто така нека е честит и денот на сите мајки во светот, а посебно вам, почитувани слушателки. Токму вечерва во ова наша радиоемисија ќе дадеме неколку честитки, а исто така ќе дадеме прилог за празникот 9 мај, денот на победата над фашизмот. Верувам дека терминот ќе ни дозволи да дадеме и кратки вести кои ќе бидат поврзани со празникот 9 мај, денот на победата над фашизмот. Ќе отпочнеме со благодарност искажана од председателката Мери Уто и низината управа на Леринското друштво, кои сакат на сите гости кои беа минатата недела заеднички да го одбележат денот на мајката Mother's Day, да им се заблагодарат за да бидат здрави и весели и да дочекат уште многу години заедно со Леринското друштво. Истовремено на сите мајки, Леринското друштво им го честита празникот денот на мајката Mother's Day.
Со јадење во изобилие, оро и песна, весела забава, а посебно македонската култура, и оваа година Макфест ќе биде, чии домајќин е Македонската православна црква Свети Климент Охридски, односно црковната општина на Свети Климент Охридски, почнувајќи од 5 јуни од 7 часот попладне до 12 часот на полноќ, тоа е петок, сабота 6 јуни од 12 часот напладне до 12 часот на полноќ и недела 7 јуни од 12 часот напладне до 6 часот попладне. Повелете, почитувани сонародници, не само што ќе се видите со вашите најблиски роднини и пријатели, него навистина ќе имате пријатна забава. Но да спомнам дека исто така Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага и со 3 модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416 421 7451, а во неделите и за нашите православни празници повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото, додека пак секој четврток од 12 часот напладне заеднички ручек во црквата. Македонската православна црква Света Недела од Ејџекс исто така располага со удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мај Кожовски ви посакува добар апетит, но истовремено и ве повикува и секој четврток да дојдете на заедничкото дружење во оро и песна. Исто така, немојте да ги заборавите неделите и православните празнични денови на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905 431 4944. Уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов со задоволство ги задоволува и сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично, со добриот сервис и добро подготвеното јадење. А богослужбите пак секоја недела од 10 часот утрото. Телефонот е 905 387 0111. Вимпис ресторантот е синџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење, хамбурги, риба, шиш кебаб, фиш енд чипс ги задоволува и самите муштери, и не случајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти овде во Онтарио. Јавете се на телефон 416 269 4679. Но затоа пак вие кои планирате да патувате за Македонија, имаме летови до Охрид и од Охрид, јавете ни се на 416 691 7184 или 647 780 6549. А повелете, добро би било да бидете и донатори на Радио Часот Глас од Македонија, за да и понатаму продолжи да се емитува ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647 780 6549. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416 624 0853 или 647 780 6549, а можете да зборувате и македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416 624 0853 или 647 780 6549. Ludi, ej, godini ludi, da ta nostalgija mi budi,
da rascvetam kako nekogaš i sekoj ja dam kana duša da izbrišam. Ne žali, žali, ne žali, za ništo veće ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. Ne žali, žali, ne žali, za ništo sine ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. Kaži mi majko, kaži majko, srce vo kamen studi, a proleta se budi, stopli mi duša, kaži mi. Ne žali, žali, ne žali, za ništo veće ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. Ne žali, žali, ne žali, za ništo sine ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. Kaži mi, kaži majko, kaži mi, kaži majko. Минатата недела изоставив да кажам дека што дадов профил за брачниот пар Илјо и Јагода Блажевски, за кое требаше и уште минатата недела тоа да го направам, иако Илјо Блажевски не сакаше да дадам профил за нив, односно да посветам дел од програмата во мојата емисија, односно за нив, моја одлука беше, за која и му се извинив нему, но му реков дека навистина ќе дадам, зашто имат заслужено во комуната двајцата нив. И Илјо се разбира со неговата покојна сега сопруга Јагода. Илјо, ќе ме извиниш, меѓутоа не те послушав, морам тоа да го речам, затоа што навистина имате заслужено, а посебно кај мене лично. Но ние ќе се префрлиме сега кај фамилијата на нашите познати сонародници брачниот пар Владе и Кети Ристевски од село Долнодупени, на кои им благодарам за подарените $100 за радиочасот Глас од Македонија. Меѓутоа, да одиме сега со честитката. Сопругот Владе Ристевски од село Долнодупени со ќерките и нивните фамилии, на нивната сакана сопруга, мајка и баба Кети Ристевска и го честитат денот на мајката, за да во добро здравје и расположение со целата фамилија доживеат во добро здравје и убавини до длабока старост и од денес па натаму нека се исчистат сите неубави работи и само да знаат за добро и за убавини. Со исти такви честитки и желби честитат до сите мајки во светот, а посебно овде во нашата комуна.
Светот вчера го одбележа денот на победата над фашизмот, за кој после овој прилог вестите ќе ги посветиме за овој значаен ден, 9 мај, денот на победата над фашизмот. На 9 мај 1945 година со подпишување безусловно капитулација на нацистичка Германија официјално во Берлин беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествува 61 земја со вкупно 2,1 милиарда жители или 96% од светското население и која однесе повеќе од 50 милиони животи. Меѓу нив 27 милиони од Советскиот сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12,5 милиони луѓе, од нив 6 милиони евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше проценета на околу 260 милиарди американски долари. На далечниот исток војната заврши на 2 септември 1945 година, кога Јапонија капитулираше по бомбардирањето на Хирошима и Нагасаки со дотогаш непознатото оружје атомската бомба. Македонија за време на Втората светска војна беше на страната на антифашистичката коалиција во борбите против фашистичките окупатори. Според проценките на историчарите, во Македонија загинале над 33.000 луѓе, вклучувајќи ги преку 7.000 македонски евреи, кои беа депортирани во концентрацијскиот логор Треблинка. Инаку да спомнам дека први кои се спротивставија на фашистичките окупатори беа македонците, србите, дел од хрватите и русите. Англија со Черчил, Франција и другите европски држави, меѓу кои и Грција, Бугарија и Албанија, уште од самиот почеток се приклучија кон Хитлер, а подоцна, кога видоа дека Хитлер губи, почна да се вртат на страната на Русија. За жал, се уште трае тој фашизам, зашто во Германија се појави таква група, во Грција исто така, па и во Бугарија, а да не зборуваме за во Европската унија, каде синови, ќерки или внуци се од тие нацистички личности кои убиваа во Втората светска војна. Една од нив е и Урсула фон дер Лајн. Меѓутоа, ќе дојде денот на таа Европска унија и НАТО, кои насила со помош на домашните предавници во Македонија ни го променија името, ни зедоа се што не е наше, но ќе успееме со нашата правдина. Сепак честит нека не биде 9 мај денот на победата, почитувани сонародници над фашизмот, почитувани сонародници и уште еднаш за секогаш да се оттрне овој нацизам и фашизам за да мирно и слободно живее секој еден народ. Зашто Македонија и македонците биле, се и ќе бидат вечно Македонија и вечно македонци. Кон овој прилог ќе ви презентирам што кажува битолчанецот Христо Димитровски, кој беше роден во 1893 година, значи во 19 век, живееше 20 век, а почина во 21 век, односно живееше 3 века. Да чуеме. Јас се викам Христо Никола, татко ми Никола Димитровски. Роден сум на 12 децембар по-старо 1893 година во Битола. Иначе имам 4 сестри. Прва најстарата Фанија, Асмасија, Марија, Домника, па после сум јас роден. После мене ми се роди братче едно Васил
и сестра Лопе. До време во Турско бев тробелација. Јас бев од нашиот район најразвиет. Со сите и поголеми од мене и помали се борев и ти кутлев, ти ме врза едната рака. И ти такова. Тоа беше во 905 година. Јас бев некој 20 години така. Или и турка, ашиците. Тогаш примитивни, сами си правили играчи. И тоа били и турче. Јас увелам се погодив до него. Шој турка шој? Аз си ктеве, ѓаур, си кива орада, не си кив крстани. Тоа значи, ние христијаните, како и ние на турците, друго е да му речеме оти муслимање, друго е турчин, селути. Така и ние каурин, христијаните. А ние ѓаур ни веле, оти на Илет, а да бе ѓаур сиктерот. Ми го кара крсто и верата. И јас знаеш, тоа не знаеш, оти јас знаеш турски. Чиме ме Аврана ни крстени, заврат и го фрли во драгова. И побегнаме, голем на децата, бегајте сега, тешко, видоте што му напред, видоме. Ако кажете, ќе му речеме да го видиме, го знаеме. Кај седи, не го знаеме. А никој не знаеме чие е тоа дете, тоа да видите тоа. Случајно го извано, беше во милиците крвој течо. Не дојде, остана тај. Цела неделя се крие, кај сега Сочниот пазар, коли ми имаа ноќенците, ми носеше другар јадење, да не види да рече тоа. Ама сигурно сутра ќе може татко му, не дојде уште еднаш. Да не го опада, не го нападниме, и не, остана незнаено. Најмеладжи имаше од бугарската училиште и од грчката. Од црвите и од лаците немавме мака. Да мирните, тие се јаде, шпионираа поќе овие грците против нас. И она во бугарската беше. Таа шла кајци. Ако не ушутре, Драгор дојде, па оди таму, 5-6 месеци. Учија алфа, вита, гама, дельта, епсили, зита, ита, грчката азбука. Па поново, па те нашол бугарскиот. Ока оштаво. Ако не оштаво, ќе ја шуте. Па врати се кај бугарски. Разбраме отиле и гима романците и кај србите. Па таму оди. Почна да ни прат антени носехле. Чели, сиропиталишта, па грците од Морио са Демашки собра едно чудо да таквала. И се прошири то. Кој едно време, тогаш сами си игравме. Немаше како сега играчки. Прескакулици, долга багарица, тура подгаз, не знам што. И да ти науча да и коордиса учителите тие грците, да биде против нас, во тоа време имаше сега. Си имаме работено со такви. Прашви се вика, соколец се фрла. И дојдо да не напаја, се погодиме, колку поручик, ко свршаме за дома, со играчки се останат. И Ицо еден другар мој овде се умрени. А моите пред 30, пред 25, 20 ми се изумре. Ме остана ете во 107. Не влеза. И што се казва? И го удри тука. Ама не директно, вака кој. Кој ме рече? Напред и сите ли. Тогаш точевле коски вика на оние кашики за челите шутлавалме, ниски или челите, запцево.
кој фатиме. Мава, писка тие, гази и разкапаме. Немаше никој, после видоме, ни казал ти да побегнат. Не јавија на полиција, не тужија, не знам, цела недела не учеја на училиште, оти не е вистина, јаглашина, не знаеме кој се. Нито беше нашето. Има баба на мајка ми, мајка, тогаш беше санацото, и ние во Турско, и да учефе, и да не учефе, немаше да бидеме чиновници. Сете како со ги реко побргу, се отвори гимназија, ојдо наши, али доска беше. И се даде да одиме во Турска и обавезно да учиме турски и учевле. Значи да пишам јас, наопако се пишеш. Ако дојде 10-та година, баба ми, дека еден син да не заскритам случај. Тоа време можевме да бидеме ришаните ние две работи. Учител и поп. Немаше во власта да влезеш судија, квет, не знам шо. И за жените учителка. А сега има, шо секаш, се и министри има, женски и машки. И најдобро мерак има како дораджува. И во тоа време ојдо кај мија, ми кажува така и така. Не натера много, побегни. А е таму, се таму, овој на ѓоној ми дадо да така вадел мија кој се викаш. И така. Ама беше многу каскатија, еден топници женски имаше, едно парче, наречови. Мајсторе му велам, мало е не излегва. Оти рече чекано зошо и железот. Ти ги устукаш. Мавање, овој палец го скапав. 300 бој, осиле, калфите големи, тие ќе паднае во лесот. И ми се казни са. Се други му вела кај друг бојче, кај сато, код Раджија. А ми рече, горе шо има таму, речама, каскатија, 6 поле, прај поле регионе. Нека дојди тука, 12 ќе му платам. Во втората година беше. Многу бевно. Одам таму работам. Научва кашија од певоци. Оти прави и мали сега, и деца, колку сема 12, 15 ќе му дам. И таа сам за 2-3 години кафи, тогаш кој бе сиромаци, и 50-60 години, динари, полдено работаја, 2 динари, 10 динари куски, цели бе, коштаја, женски 8 динари. И таму остана дури завршив. Дојдов до 28 на Полони, таквато. За сите се чудесови. Не палеше тој ноќе, не дојдеше некој аджеле. Цаки, човеко ние буштелија, шо велиш, свадба ќе има утре, други ден, вечерки можеш да останеш, да му направиш. Мајстори, зошто сум јас тука? Затоа сум. Тие му нека дојда сабајле, готови. И тие бакшиш, се берај многу пари. По турците, дека знаеш, јас сум од мал турцки, кај голема, кај жените, не слеш да одиш. Тие се сите соканци, кутите, и треба да тоа кај дојке пара кој е тој, ќе му кажеш. Демек мајстором, дилер, дограбаджија ќе прави. Ако има женски во дворот, ќе викни кивце, оба са дишели. Никој да нема надвор, оти башко ќе влезе, па да во отвора се крие. А меѓу жените свадби ако се правя гости кај турци. Кај вашите баш слуши
кај жените жени. Одев и мера да земам. Оти ако иде чаршија, требаше да се крие, таа со себаш, сама жена, кај не смеш. Ако е дома, со себашу, таа затвората скриена да мене. Јас како дете се створил веќе 5-16 години, поче и знаев и турски, не се плаша, ода, па ќе прајат тие со башковите жените. Одма со најлида вратницки, сите имаме, како ние, со сите тука 5, во комшите кај митрополијата да излезеш, 4 порли, кај Шумското, Атпазар, така беше. Па ќе играја, ќе ни носа сладки, блаки, и тие бакшиши, многу пари ми се береше. Во тоа време дојде консулија, имахме тука во Битола српски, бугарски, црногорски, грчки, влашки, француски, италијански, руски, црногорски, енглески, само германски немаше, аустријски. И тие коси. Затоа се викаше Битола тоа време. Град на консулите и на бегоите. Битола беше чудо нешто. 1908 почна да се тепа луѓе, да се такова. И каза под затвор да се месат. Почна од овај мост нагоре, по двајца, дури кај дивизијата, најпосле кај што кој за Охрид, што е семафоро, што кажува. Тука е направен Црмо, се вика. Таму еден последни остана, 13 беше тој, и му остана тоа Црмо. Тоа стана сите консули, сите нема амбасадори како сега, политичари. Сите бе војни лица, носеа своји униформи, со чички, со палети, на бисер, на чината. Се собра ојдо кај валијата, протест направја, заради да не се помногува ова ушедеш, оти ние ќе земе во себе, ќе нападниме, ќе дојди до борби да се водат, да се престане ова работа. Затоа не молиме. И папса. Тие беа 20 браќа турците, што беше царот. Се тоа тука знам. Султан Решат беше како цар, брат имаше како престолонаследник, Султан Амит дојде. Младите турци го се договора, мисли да ние тепаме христијани, ама и тие тепаа наши турци. Затоа во турско, ако беше турско, немаше занатли. Едни сарачи, очи и по некој бербер и акција. Оти по 20 години војска ода вежба. Тоа село гори, она село четлици, од ова. Паземи. И престана. И дадо доби тој другиот брат, пропадна тој, и дадо така се велеше тогаш, како сега автономија, што го вика, конституција. И сите од Охридскиот, од Кичевскиот, Прилепскиот, кај Левицко, тој бомби, пушки, каби, шума оружје го предава. И така престана тие да се така. После него дојде 10-та година, и се даде наредба да може да одат и од христијаните на турска гимназија да учат и да стана по некој одно и полицајци со саби имавме. Секле, ја знам, дали во втори клас или во трети ко бебе гимназија, обавезно учевме и турски.
од лево надолу, да знам и да пишам. Се пропадна гомена. И француски беше обавезно. Варда да излези каза, оти то не е во таква смисла, него е за да не варда да излези сликата па го простија. Сет имаше кај што е Свети Димитрија црквата, еден сладкар грч, не знам од кај беше, направи цела џамија зградата со билјаре, па како торта што прават сега пандисвања, четворица е носа. Со сите тие работи, кои се колку башиш му дадо. И го пречекавле, викавле, се вика Јаша Патиша, не е жив, царо, по турски Патиша се. Ама евреите од секој пат беа така добри, живеевле, ама беа опасни против христијаните. Тие на место Јаша, Аша. Тоа ја не се слушаше. Аша по турски се вели долу. Долу Патиша. Не е живеел. Јаша Патиша живеел. Овие Аша Патиша долу. Таквото. Ко дојде ред, србите да дојдо. Ке се збораше за крал Петар, дека стартои, Чикоперо го вика. И ке шлакавле. Говор ке држише. Живеел Чикоперо. Чико. А евреите Чику, со У. Чику се вели мал. Перо, не Перо, Перу. Перу по еврејски се вели куче. Чикоперо, Чикоперо, Чикоперо. Турци, оние србите мисле, оти за крало вика да е жив крало. Ние во Битола, прв тука на Балкано, и Силимаскоп ко дојде. Битола имаше, и во Турско имавме уште 13 година и Солун биоскоп. Не, ко беше, со писмото бачаш. А тогаш филмови да ви е мерак да гледате. Сега со изменење по комбинизион и гола ако е, од 8 години деца чудо. И тогаш се оставаја поучни како да бидеме добри, вредни. Многу беа филми. Историски, војни. И така со тој. Отвориме танцувално. Демек мајсторот, Джинер, добра. И почна да прават спискови од цркви. 20 година кај Митровде немаше земјители места, и почна да прават спискови од црквите и документи гамара, за да не регрутова. И ме најдо таму роден, 903-та, и ми покана, за да се јавам да ме бера. И татко ми плачи, леле, шуке ли едно дете, таквато. Ме берберо, толку ти е жален. Кога ти е оди, и тогаш имало вешти луѓе, без спаси тој.
да ме спаси, ми помогна. И кога ќе оди тој, кога ќе ден одиш, не помргу пред ден, два, туку пред еден сат, да дојди кај мене, јас ќе го дотерам, така бе закони, стрижење, бричење, да се дотераш кога одиш на комисија, чист, обличен. Татко ми, мајка ми, јас, војник, сама куќата, гранати паја, кој како ќе дојди спие отворено. Дење, ноќе и падна и 2 гранати тук. На 10 февруар 17 година Врбени е то село кај царинарницата наша Шодина така. Суден руси се сретале. Здравствуй, товариш, здравствуй. Как? Хорошо. И еден авион пуштен на болна. Не експлодира. И тој ми вели, рече, германски бомба нет хорошо, руски хорошо. Девек, чилели. Ама ние дури додиме тој брза. Колку дојдоме така, како масата, имаше тука во тоа време едно наниско, ама нанито, фајно, отворено место, тогаш беа мали авионите, како ловци беа. Има врдоваја и снимаја. И тој не виде може двајцата таму, до нас. Браво! И јас ништо не знам. Самајле дури, тоа беше кај 10 на сато, дујоден дури сосвести на второ војно завојще. Има прво таму за мала работа преврзва, па второ по села, во куќи, во бараки имавме. Трето во болници, во Солон, во Ленин, во разни места. Кога дојдо, 3 недели победа тука, дојдо уште 4-5 дена за Нова година, 19 да почне, завршва, од 20 влегламе. И му велам на мајка ми, вака и вака, татко ми дуќано отворено, опрачкан. Сите дуќани беа украдени, немаше кој да им варби, сета чаршија. Тоа е без пари. Ние во војната таму, таквата, што правиме? Треба да живи, тоа нам дури нема со што да вадиме, треба да ви издржава. Плачаја се, гушкаме, пустаме дојде. Отвори дуќан, се разработи тука. Која иди еден евреј, јас имам 10 души на дуќан, рушена е таму, кај грчката црква, кај Колово. Дуќанчија, ете го иди еден. Масторе, дали можеш едни високи чели да ми направиш, со дупли геле. Што ти треба текна, лето беше. Мајстор Цаки, не знаеш што не чека. Што? Ние имаме, речемо, во Библијата, Ливле, стои таму, натре, некој слова има, да се укорса, излегвало Хитлер. И кој ќе дојде на власт од Хитлер, ќе биде смрт за евреите. Ама мисля, оти на принуден работа ќе теда, не да и коли. И тој така ми каза го напред. Дајо се 4 сине, и еден зет, и една черка, се 70-12. Одлим доби 5 внуки, 5 внуци, машки. От тие внуци доби сестри 22. Почнаа пара внуци да се роѓа. Едно по едно. 29. 41 дојдо скалата.
Ако да потерам уште 2-3 години, имам 7-8 парафнучи со факултети, докторки и инженери. Да се омаша и тие да ми природа уште некоја пара внуци на 50. Се Господи зеде тројца, остана за четворица. И да преживеам уште 2-3 години, не можам сакам да се оботи од два изборувам, ама заради да бидам човек и со тако гранкија развиен со поколења и од 3 векови, од 19. седум, од 20. цел и 4 од 21. век. Ама кој знае дали ќе биде? Многу убав живот имам поминат. Сега и луѓето се расипа. Многу ми е жал. Нема искреност. Сега совекам како да не изема пари. Nebesni zvezdi najsjajni, rasterajte magli najcrni, osvetlete gipatekite, da se združat Makedoncite, da se združat Makedoncite. Vardar, Egej, Pirim, Prespa, trojca braća, jedna sestra. 4 grla, ista pesna, obedineta Makedonija.
да се пее, песна иста да се шири, оро исто да се свири, оро исто да се свири. Вардар, Егей, Пирим, Преспа, тројца браќа, една сестра, четири грла, иста песна, обединета Македонија, обединета Македонија. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.